Благодарам, подпредседателе. Господјо министерке, очигледно е дека ве искарале заради тоа што лагата на која што пловеше со години Социјалдемократскиот сојуз, денеска благодарение на вас падна во вода и заради тоа ви сум дополнително благодарна. Немојте да се нервирате, вие направивте денеска добро дело, дадовте одговор дека тој објект има одобрение за градење, дека не е дива градба, дека повеќе не можете да се возите на тој воз и дека што кажувавте пропадна во вода. Господјо Ирена, да бевте наивна, вие немаше денес да бидете на тоа место, туку напротив, вие сте еден најголем манипулатор, ние овдека во собранието тоа го видовме, меѓутоа, вие бевте еден од најнеработливите и најнеспособните пратеници, така да истото ќе го бидете во Министерството за култура. Не успеавте да завршите ниту една, како што бараше, така и добиве. Не, окей, ама без навреди. Не успеавте ни да ја завршите надзорната расправа која што ја почнавме, а она за која што ја завршивте и за која што донесовме заклучоци, сега како министер не ги спроведувате заклучоците. Ниту еден од сите заклучоци, вие, господјо министер, немате спроведено надзорна расправа која што вие сте ја завршили и на која што инсистиравте да биде донесена, да бидат донесени тие заклучоци. Господјо министер, театарот не умре, гледам дека вие сте поднаучиле да глумите. Центарот, односно Домот на култура во време на ВМРО ДПМН е реновиран и требало да ви кажат. Комплетно големата сала е реновирана, отворено е ново кино, театарот е реновиран, меѓутоа она што се правило мора да се одржува. Значи, куќата ако не ја одржуваме, ќе почне да пропаѓа. Не може тоа што било изградено, ако некој не го одржува, да трае со години. Срамно, жално е што излегувате овде и пласирате лаги. Вработување во Домот на култура во годините кога ВМРО беше на власт имало како никогаш претходно, а како и ни сега, комплетно видете целиот ансамбл на театарот, буквално цел ансамбл е вработен во тие години со исклучоци на неколку постари актери. Меѓутоа, режисери, сценографи и се друго, се со цел да живее културата, да живее уметноста, меѓутоа, за жал, во ваше време гледаме дека згаснуваат. Господјо министер, вие како министер за театарот немате направено буквално ништо, ако што се тргнали нема ни да направите. Како што велам пратеничко да Вие сте тие, односно вие сте таа министерка во чие што време Охрид го изгуби и статусот на заштитено подрачје. Повторно ќе речам, заради тоа што вие како министер не си ја завршивте работата во однос на препораките, односно заклучоците кои што ги добивме. Сега како дел од владата не направивте ништо да си ја завршите работата која што сама себе си ја дадовте за како пратеник. И зошто велам дали вие ги поттикнувате прекршувањето на законите? Па на тоа ме натера да размислам и неколку колешки кои што во мандатот претходен вас ви беа исклучително блиски, кои што ги задовте во вашиот кабинет, меѓутоа зошто вие знаете, вие знаат, а и ние знаеме, заминаа, дали вие и нив ги принудувавте да ги кршат законите и да прават незаконски работи. Не сум задоволна и немам дополнително прашање.